Во саботното издание на регионалните вести ќе гледате. Утре ќе се одржи вториот круг на локалните избори. Денес гласаат болни и немоćни, лица со ковид и затвореници. Задоволителен одзивот за примање трета доза вакцина и кај постарата и кај помладата популација во општина Тетово. Триесетто јубилејно издание на меѓународниот хорски фестивал Техо. Утре ќе се одржи вториот круг на локалните избори и во општина Тетово. Денес гласаат болни и немоćни, лица со ковид и затвореници. Еден ден пред одржувањето на вториот круг од локалните избори, гласаат лицата во изолација, болните и немоćни лица, како и притворениците и затворениците. Денешното гласање на болните и немоćните ќе го спроведуваат избирачките одбори, додека пак за гласањето на лицата со COVID-19 и оние во изолација се формирани посебни избирачки одбори составени од медицински лица. Денеска, на ден пред изборите, своето право на глас може да го остварат вкупно 7645 гласачи. На гласачките места во 14 казнено-поправни установи своето гласачко право денеска може да го остварат 1409 гласачи. Сите гласачки места во казнено-поправните установи се отворени утрово во 7 часот и гласањето таму ќе трае до 19 часот. Во текот на денешниот ден, избирачките одбори во државата ќе го спроведат гласањето и на лица кои се болни или немоќни или се во куќен притвор, а до општинските изборни комисии доставиле известувања со соодветна документација. Во своите домови гласачкото право ќе го остварат 5588 граѓани кои се пријавиле за гласање. Како лица кои се во домашен карантин или на кои им е определена мерка самоизолација поради COVID-19, во своите домови ќе гласаат 376 лица. Во рамки на општина Тетово за гласање пријавени се вкупно 58 болни и немоќни лица, 2 лица во домашен притвор, а гласачи во изолација нема. Право на глас на локалните избори во општина Тетово имаат вкупно 85.577 граѓани. Гласањето во општина Тетово пак ќе се спроведува на 117 избирачки места. Општинската изборна комисија ги прави последните подготовки за спроведување на вториот круг од локалните избори. Избирачките материјали денеска беа навреме дистрибуирани до избирачките одбори, а граѓаните на општина Тетово бираат помеѓу двајца кандидати за градоначалници. Од Државната изборна комисија деновиве изрази убедување дека во вториот круг нема да има поголеми пречки со користењето на биометриските апарати за идентификација на граѓаните, како што беше случај во првиот круг од локалните избори на 17 октомври. Општинската изборна комисија на Гостивар ги прави последните подготовки за спроведување на вториот круг од локалните избори, кој ќе се одржи утре. За гласање денес се пријавиле 268 болни и немоćни лица. Граѓаните на Гостивар утре одлучуваат во чии раце ќе биде општината во следните 4 години. Меѓу двата круга од локалните избори имаа можност уште еднаш да ги слушнат адутите на кандидатите кои влегоа во најтесната трка за прв човек на Гостивар. Од ноќеска на полноќ почна предизборен молк кој ќе трае до завршување на гласањето на денот на изборите. Општинската изборна комисија ги прави последните подготовки за спроведување на вториот круг. Избирачките материјали денес беа дистрибуирани до избирачките одбори, а се спроведува гласањето на болни, лица во карантин поради COVID и во домашен притвор. Во Гостивар за гласање пријавени се 268 болни и немоќни, како и 3 лица кои се наоѓаат во домашен притвор. Гласачи во изолација нема. Право на глас на локалните избори во општина Гостивар имаат 81.083 граѓани. Гласањето ќе се спроведува на 121 избирачко место. Во избирачкиот список на општина Врапчиште запишани се 26.383 граѓани, кои се распоредени за гласање на 39 избирачки места.
Гласањето утре ќе започне во 7 и ќе трае до 19 часот. Со оглед дека во вториот круг се гласа само за градоначалник, се очекува одборите да го завршат пребројувањето на ливчињата за пократко време и резултатите да бидат познати 3 до 4 часа по завршување на гласањето. Од Државната изборна комисија деновиве изразија убедување дека во вториот круг нема да има поголеми пречки со користењето на биометриските апарати за идентификација на граѓаните, како што беше случај во првиот круг на 17 октомври. Само со дисциплина и вакцинација ќе ставиме крај на пандемијата, сметаат граѓаните на Тетово кои се одлучиле да примат и трета доза за заштита од COVID-19. Има заинтересираност за трета доза и кај постарата и кај помладата популација, информираат од Здравствениот дом Тетово. И помладите доаѓаат да примат трета доза вакцина, информираат од Здравствениот дом Тетово и од вакциналниот пункт во поранешен дом на Арама. Граѓаните сметаат дека само со вакцинација ќе може да се стави крај на пандемијата која трае речиси 2 години. Сега после 3 месеци поминати од втората Синовак, примив трета Pfizer и навистина сметам дека само со дисциплина и со вакцинирање на времено ќе можеме да поминеме оваа криза. Ова е трета доза. Значи примивте Pfizer, Pfizer. а претходно со што бевте вакцинирани? Од кинеските. Не знам Синовак, се викаат. Синофарм и Синов. Тие. Значи по 3 месеци примивте трета доза? Поминати се 3 од... Поминати се 3. Која е вашата порака? Треба ли сите да се вакцинираат? Сите треба да се вакцинираат, тоа е едини спас. Затоа што гледаме дека уште не се смирува и појаките земји од нас. Сега Словенија, Хрватска има многу заболени. Значи, само тоа спасува. Дефинитивно со Pfizer е подобро и мислам дека позаштитени сме, а од друга страна имаме и могуćност да одиме и во странство. Третата доза вакцина е од производителот Pfizer. Само во еден ден се аплицираат околу 100 вакцини трета доза, информираше доктор Теута Емини. Тука даваме и прва и втора, сега почнавме и трета доза, значи има една недела што почнавме со трета доза. Имаме многу заинтересирани за трета доза, сега повеќе за трета отколку за првата. Првата останала така, меѓу младите, повеќе заинтересираност има од старите луѓе. Например, вчера дававме околу со прва и втора смена што работиме тука, 100 дози од третата. А кажете ми со која вакцина трета доза? Значи, без обзира на тоа што земале првата, значи Синовак и Синофарм може да земат после 3 месеци само Pfizer. А Pfizer значи после 6 месеци. Ако првите дози се Pfizer пак исто. Значи, третата доза за сите е исто. Pfizer за сите. Директорот на Здравствен дом Тетово оценува дека како што поминува времето, има се поголем интерес за трета доза. Почетокот беше интензитетот или заинтересираноста помала, но како што поминуваат деновите, значи се поголем интересот за трета доза. Може да се каже дека претежно се повозрастна група на... Не. Значи и повозрастна и помлади, значи сите што ги исполнуваат оние критериуми зададени од Министерството за здравство, доаѓаат и земаат трета доза, значи и помлади. Во Тетово граѓаните, освен во поранешниот дом на Арама, вакцина може да примат и во пунктот во Центарот за култура. Делта плюс варијантата и олабавувањето на мерките може да предизвикаат ескалација на епидемиолошката состојба на почетокот или средината на ноември, вели за Канал 5 доктор Злате Мехмедовиќ. Очекуваниот период кога можеме да предвидиме дека ќе има влошување на ситуацијата и ескалација е негде кај почетокот на ноември, евентуално средината на ноември. И дефинитивно тогаш ќе имаме некакво зголемување на бројките. Не знаеме во колкав размер ќе биде тоа, меѓутоа дефинитивно може тогаш да очекуваме дека ќе се рефлектираат и олабувувањата на превентивните мерки, на мерките кои што се во насока на заштита од трансмисија на вирусот. Меѓутоа и во насока на тоа дека гледаме дека Делта плюс варијантата веќе која што е најавена од Велика Британија почнува да зазема свој простор и на тлото на Европа, така да кога ќе имаме преселба на една таква варијанта која што се смета дека е и полесно пренослива и
инфективна од нејзината претходничка, ќе можеме да навистина да видиме во каква ситуација ќе бидеме во текот на оваа зима, со оглед на тоа што зборуваме за варијанта што има стварно силен потенцијал за инфицирање. Гледаме дека тоа го прави и кај оние кои што се вакцинирани и оние што се прележани. Можеме да сметаме дека доколку немаме правилно организирање и димензионирање на превентивните мерки, дека можеме да имаме многу брзо ескалација на состојбата. Во последните години насилството во домот се почесто се пријавува. Иако дел од жртвите не бараат кривичен прогон, сепак расте свеста дека се работи за општествено зло, кое представува кривично дело. Во полициските билтени изминатиот период се почесто се регистрирани случаи на семејно насилство. Најчесто жртви се жените, но и други членови на семејството. Насилството честопати започнува со вербална расправија, завршува со физички напад. Правните лица кои се занимаваат со оваа проблематика велат дека жртвите се охрабруваат да го пријават насилството. Верица Тимосиевска од Сдруженијето Женски форум смета дека и покрај изголемувањето на свеста кај населението, сепак се уште постојат и предрасуди. Жените се повеќе се охрабруваат да го пријават семејното насилство, но се уште постои она бариера во вид на финансиска зависност од страна на жените по однос на нивната сигурност и безбедност во домот, финансиска што е предусловена од тоа дека тие се обично невработени и зависат од финансиите кои нивниот сопруг ќе ги донесе и ќе ги обезбеди. Понатаму традиционалните сваќања на обврските на мажот и жената во рамките на семејната заедница, така што се уште постојат овие предрасуди, а исто така и стигматизација, значи срам од тоа дека и се случува семејно насилство, страф од стигматизација, не само од околината, туку дури се уште, можам да кажам, и од институциите. Во Полошкиот регион нема безбедни куќи каде би се сместиле жртвите на семејно насилство. Тимосиевска вели дека шелтер центрите се привремено решение, така што треба да се работи на финансиска стабилност на жените, за да се охрабрат да пријават насилство во домот, но и да побараат кривичен прогон. Жената кога ќе се отстрани од домот, кога ќе се смести во шелтер центар или безбедна куќа, тоа е привремено решение. Тоа не го решава проблемот на семејното насилство, туку само привремено ја оттргнува жената и повеќе психолошки делува на нејзината психичка стабилност по однос на пријавување и обстојување во поставката. Меѓутоа, треба да се размислува кога се прима жртвата на семејно насилство, да се направи добар безбедносен план, да се земат во предвид сите аспекти на нејзината состојба и што ќе биде кога ќе помине престојот во безбедната куќа. Трајно решение, според мене, би требало да биде отстранување привремено, да жената се смири, да се стабилизира психички и да влезе во постапката, но пред се економско зајакнување на жените, да самите се почувствуваат силни доволно, да може да излезат од кругот на насилството, понатаму нивната освестеност за тоа дека семејното насилство е општествено зло и дека тоа е кривично дело. За период од 10 месеци, 45 жени претежно од Тетовскиот регион побарале бесплатна правна помош или совет во Центарот за бесплатна правна помош при Сдруженијето Женски форум во Тетово. Вчера вечер во Духовно-културниот центар во Лешок започна 30-тото издание на меѓународниот хорски фестивал ТЕХО. Програмата продолжи и денеска, а истата ја сочинуваа повеќе хорови од земјава и еден од соседна Албанија. 30-тото јубилејно издание на меѓународниот хорски фестивал ТЕХО вчера и денеска се одржа во Духовно-културниот центар Кирил Пејчиновиќ во Лешок. Присутните имаа можност да уживаат во настапите на повеќе хорови од земјава, како и во звуците на еден хор од Скадар, Република Албанија. Овогодинешното издание на фестивалот пак беше реализирано со поддршка на Министерството за култура, во согласно со постоечките здравствени протоколи.
не забораваме за подсетување на сите вас, уште во 1906 година формиран е првиот хор во Тетово, доктор Петар Здравев, кој што студирал во военна медицина и дошол во Тетово, формирал хор. Значи Тетово не случајно е град кој што е одбран да биде носител на овој значаен хорски фестивал во Тетово. Во Македонија е формиран 1973 година со една единствена цел да возобновиме хорското пеење на овие наши простори. Нас посебно не радува во Тетово што оваа година се навршуваат и 100 години од формирање на хорот Виднички, кој што во 1921 година е формиран во Тетово. И Тетово е двигател на хорската музика. Од Тетово потекнува и академик Тодор Скаловски, како и други идејци кои што дали свој придонес во афирмација на хорското пеење на овие простори. И јас се радувам што сум дел од оваа манифестација, што првиот ден е веќе 38 години делуваме во Тетово, живееме со хорската музика во Тетово, правиме напори да тоа опстои и за Тетово се зборува во позитивна конотација, не само за лоши примери да се наведе во Тетово, туку Тетово е навистина град кој што живее со хорската музика и сите овие години делуваат хорови. На првиот фестивал јас денови ви разгледував од податоците за фестивалот, биле 316 хора, а најдобра година што би рекле 1981 година, кога 28 хора од Република Македонија зедоја учество на овој фестивал. Тогаш се одржуваше во 3 дена и 5 концерти на дена. На термини беа за концерти, значи петок еден, сабота 2 концерти, недела 2 концерти. Хорската музика живееше во Тетово. Се надеваме дека во поблиска иднина ние пак ќе направиме напори, оваа криза која се не фати со короната, мислам дека ќе ја одминеме и да се навикнеме да живееме и во овие услови. Ние правиме напори, затоа оваа година во редуцирана форма го организираме фестивалот со 8 хора. Хорови души настапуваат во помалбројен состав, затоа што пандемијата си го прави своето и многу хорови се сертификирани да настапуваат во полн состав. На нашата желба, нашата идеја беше да продолжиме на тој план. Инаку манифестацијата Тетовски хорски одзиви Техо во 1997 година прераснува во меѓународен фестивал на хорско музицирање. Од 2012 година пак во рамките на Техо се одржува и фестивал на православна духовна музика. Повеќе од двојно зголемен бројот на сообраќајни прекршоци кои ги направиле возачите на патиштата во Тетовско-гостиварското подрачје во однос на претходната година. Во 9 месеци од оваа година на подрачјето на СВР Тетово изготвени се вкупно 15.511 барања за поведување на прекршочна постапка за откриени, односно констатирани најразлични видови сообраќајни прекршоци, или речиси 2,5 пати повеќе барања во споредба со истиот период лани. Од нив 11.663 биле на Тетовското подрачје, додека 3.878 на Гостиварското. Поради утврдени недостатоци во редовни акциски или други контроли, од сообраќај биле исклучени 3.527 возачи, од кои 2.911 во Тетовско и 616 во Гостиварско, како и 1.694 возила, од кои 1.362 во Тетовско и 332 во Гостиварско. Во периодот за кој станува збор времено се одземени 565 возачки дозволи, а од сообраќај биле исклучени 338 алкохолизирани возачи. Инаку најчест сообраќаен прекршок во изминатите 9 месеци на ова подрачје повторно била неприлагодена брзина според условите на патот, вкупно 4536, од нив 3719 во Тетовско, 817 во Гостиварско. Потоа непочитување првенство на минување, од кои 46 во Тетовско, 219 во Гостиварско. Управување под дејство на алкохол, од кои 234 во Тетовско и 22 во Гостиварско, кои всушност биле и најчестите причини за случајни сообраќајни несреќи и пред се за оние со потешки последици, информираат од СВР Тетово. За викендот стабилно, а од понеделник и вторник повторно врнежи од дожд, засилен ветер и пониски температури, информираат од Управата за хидрометеоролошки работи.
Од текот на утрешниот ден, наутро се услови за појава на слаба магла, поделни котлини, а преку денот сончево со слаб ветер од југоисточен правец. Утринската температура ќе биде во интервал од -3 до 3 степени, а дневната во интервал од 15 до 21 степен. За понеделник во Полошкиот регион ќе се задржи стабилно и сончево време. За време на викендот со дневни температури до 16 степени. Во понеделник кон крајот на денот ќе има зголемување на облачноста, а во текот на ноќта повремени врнежи од дожд. Обилни врнежи се очекуваат во вторник, проследени со засилен ветер и дневни температури кои во вторник ќе бидат до 12 степен. И за крај подсетување дека зимското сметање на времето почнува вечерва во 3 часот, со враќање за 1 час наназад, па времето во 3 часот ќе се смета како 2 часот. Овде ги завршуваме регионалните вести. Ви благодарам на вниманието со кое не следевте. Пријатно!